Ако знаеш како да се самоодбраниш, ако знаеш како да нападнеш, ако знаеш како да не способиш, воопшто нема да осеќаш срам или удар на твоето его дека си заминал и му си се извинал на некој и не се случило ништо агресивно. Сега, многу важно е исто така да знаеш дека социјалниот тип на насилство може да премине во асоцијален. Тоа значи дека некој може да ти извади нож или пиштол да те ограби и да ти збори во тој момент, да му ги дадеш парите, да не направиш ништо, да те остави, значи си направил кој што треба, си преживел таа ситуација, и на него да му текне, може да овој ќе ме препознае, морам да се вратам назад и да го... Така да има многу случаи каде тоа што случило и тој што го направил секој чегор правилен, на крај завршил во ковчег. Така да, токму поради тоа, многу битно да се вежбаат боричките вештини. Бејќи, ако се случи такво нешто, ќе останеш смирен, нема да ти треба 5 минути да земеш воздух и да останеш во истата ситуација, туку ќе избегаш, така, ќе преживееш, ќе се тргнеш од таа ситуација. И втората причина е, дури ако тој се врати назад и сака да те заврши, ќе знаеш како да препознаеш и да не замрзнеш у место и барем да изреагираш. Бидејќи пак имаш поголема шанса да преживееш. Тоа е тоа. Чувајте се и вежбајте јако.